Почитувана јавност, македонските граѓани цели 10 години го чекаа овој ден да падне главата на режимот. Јасно им е на сите дека доаѓа крајот на една криминална, корумпирана, фамилиарна, расипничка и недемократска власт. Дури на Никола Груевски, човекот кој одлучуваше за живот и смрт, одлучуваше за тоа кој може слободно да живее во Македонија, а кој не. Човекот кој заедно со неговата фамилија, братучедот Мијалков, кумот Ставрески, узурпираше се за своје лично обогатење, јасно му е дека доаѓа крајот. Никола, ти не си Македонија. Тебе Македонија ти вели збогум. Оставката на Никола Груевски уште една потврда дека во изминатите изборни циклуси ни се случуваа изборни грабежи и немавме ниту фер, ниту слободни, ниту демократски избори. Однесувањето на Никола Груевски потврдува дека се плаши и бега од слободни, фер и демократски избори. Груевски не сака прочистен избирачки список за да може да манипулира со фиктивни гласачи. Никола Груевски не сака слободни медиуми затоа што му треба медиумски мрак што го создаде за да го крие криминалот на фамилијата во изминатите 10 години. Граѓаните на Македонија, освен фамилијата на Никола Груевски, немаат корист од одржување на избори без претходно прочистување на избирачкиот список и без навремена регулација на слободните медиуми. Непрочистениот избирачки список и медиумски мрак фамилијата би сакала да го користи за спас за сопствената кожа. Затоа Никола Груевски и ВМРО ДПМН не ги исполнија клучните обврски од договорот од Пржино. За СДСМ не се прифатливи избори без прочистен избирачки список и без регулација на медиумите. СДСМ ќе продолжи да се бори за создавање на фер и демократски услови за одржување на изборите со сите демократски средства што ни стојат на располагање. Ќе продолжиме да се бориме за слободна и демократска Македонија заедно со граѓаните. Македонија бара промени и промените ќе се случат на слободни, фер и демократски избори. Благодарам.